Се укинаа квотите за лекови. Од денес граѓаните потребната терапија ќе може да ја подигнат само со лична карта или пасош. Надлежните велат дека со ваквата мерка ќе се спречи создавање на домашни залихи од лекови кај пациентите, кои се плашат дека може да го снема нивниот лек, но и ќе се спречат злоупотреби. Дел од граѓаните се незадоволни. Сметаат дека ова е неопходно комплицирање, бидејќи со пасош и лична карта, исто како во некои од институциите, ќе се пролонгира чекањето во редици во аптеките. Иште ми се допаѓа. Зошто, господине? Зашто се ова е папирологија што ја треба цела еве ги овде можете да снимате. Да носам тичка, лична карта, као да идам пасош да вадам. Што е ова сега? Кој го измислува? Филипче ли? Тој Заев ли? Не знам кој. Ова е страмата, малтретирање на луѓето е ова. Нема зашто лична карта кога си има матичен број, све си има кај матичниот доктор. Сега веројатно се работи за некои повисоки цели. Други пак сметаат дека со оваа мерка за сите во текот на целиот месец ќе ги има потребните лекови. Вака е подобро. Зошто мислите така? Сите лекарства што требаше да ги земам до 5 или до 10, сега ќе ги имам цел месец. Ќе видиме како ќе оди, дали ќе оди така. Ако биде така, Надлежните гарантираат дека во текот на целиот месец ќе има лекови за сите. На граѓаните им останува да се надеваат дека конечно ќе имаат потребната терапија за која претходно голем дел од нив плаќа од сопствените месечни финанси. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев најави оти ова е само прва фаза на проектот, како што посочи на последниот брифинг со новинарите. Следно е во секоја аптека да има и така наречени скенери на лични карти кои чинат по 300 евра, а ќе ги набави фондот. Фармацевтите за новините се уште не се запознаени, а постои проблем, бидејќи нема гаранција од личните податоци на граѓаните ќе бидат целосно заштитени.